Доближи се, брат Христо. Еве го. Го нацртав селото Долни Липови како на дланка. Тука, кај кулата, имаат една пушкарница. Во селото имаат две, а потаму безброј скриени. Брате Стамене, мапи, глупости. Го знам секој тамошен сокак. Големо село е, ама фесот се перчи над каскетот се уште. Ама се меша времето. И на турците им гори под бечвите. Се заортачеле, бугарите и србите сакаат да мудрат сиктер на турчинот. А што правиме ние? Час поскоро треба да удриме, брате Стамене. Знам дека се добро вооружени. И ќе дадат отпор, тоа е јасно како ден. 100 турски куќи. Секоја да даде по еден борец и... Така е. А ние 50-тина со доброволците. И да не забораваме, удираме полско село. Ширина и Виделина. Веднаш ќе не забележат. Куќа по куќа. Имам список на 20-тина најомразени турци. Да ги заробиме и да ги спротераме пругоре до селото Горни Липовик. И таму, пред народен суд. Тоа што ни треба е брза акција. Најдобро ќе биде рано в зори. Или напладне, кога се раштркани по нивите. Дзенга, тоа турчи ще мораме да го фатиме. Тој им бил мухтар, кмет. Капетан во турскиот аскер. Така е, така е. Што велиш да грмнеме уште утре? Брате Стамене. Давам согласност, брате Стамене. Слушајте ваму муслимани и крвници. 100 каќотек изедовте попат и не се надевајте на ништо поарно. Зашто зло сеевте со години. А сега е наше време. Наша жетва. Лежи таму, Стоко, да не си мрднал. Ти, момче, исправи се. Молчи толчи, а? Не се кажуваш ниту кој си, ниту од кого си. Ама ние разбравме дека дзенгата ти е татко. Ау, ама те суредиле нашиве. Не требало толку, Лазо. Ке ни треба за еден марифет. Ако малото волкче го напушти дувлото, кој прв ќе тргне по него, а? Стариот волк се разбира. Дзенгата лично.
да си го спаси синчето. И така ќе падне кај нас, в замка. Седи долу. Седи! Иване, Лазо. Леп не им давајте. И тепајте. Тепајте зашто и тие милост нема. И ако некој испушти душа, не е голем зијан. Што дребите како мисири? Ајде гукнете. И спасивте глави. Ни влакно не ви фали. А другите? Ајде, гукнете, кажете нешто. И Божем комши, треба да знаете дека секој ѓаурин во срцето е ајдутин. Еј, 25 души оставивте! 25 души да ви ги пленат комитите! Ај, ја насана. Ај, што вам памес најде? Ми го пленија детето. Зошто бре? Зошто бре, ајвани, не ми го дочувавте детето, бре? Сега намата моја ќе спобудали. Затоа сега заедно барабар со мене да го слободиме од тие нерани мајковци. А сега стегајте оружјето. Оти крваво оро ќе заиграме над Горни Липовик. Тоа ни е прва и најважна задача. Синот мој да го слободиме. А за другите, ич, опинок не ме боли. Ајде, тргувај по мене. И пошле, но биле пречекани во Бусија од поставените стражари на ВМРО. Јузбашијата Дзенга бил фатен жив и како важен заробеник го однеле во најреволуционерното лакавичко село Дедино. За неговата натамошна судбина требало да одлучат челниците на Македонската ослободителна организација. Групата турци, заробени при првичниот напад, како и новозаробените, биле ликвидирани во местноста Краста, еден од врвовите на планината Смрдешник. Прашање на строгост или човечност било, што да прават со синот на Дзенгата, прошка или одмазда до Балчак. Значи не можам, не дозволувам, брате Стамене, не може и точка. А што? Според тебе сега сите ќе ги пуштиме на погибија, а него на слобода? Иван, спотерај го и малиот Дзенга. Крци готово, како што бил така ќе го снема. Седи долу, Иване. Значи, момчето нема 18 години, Стамене. Рацете не ги окрвавел. Морали баш око за око. А велиш, рацете му се чисти. Епа Христо, брате, кога ќе го пуштиме на слобода, ќе надокнади и тоа тројно. Не верувам дека од зиврите на татко му ќе се роди ангел. Иван, исполни ја заповета веднаш. Да не си мрдал, Иване! Стамене, го имаме Дзенгата. Да ја оставиме намира неговата лоза. Не и точка, Христо, размисли. Таткото дојде да го одмазди синот. Зошто не и синот да го одмазди таткото откако ќе го убиеме? Тој малиот ќе убива рисени кои му се најблизу. Ќе обесчестува наши жени, ќе граби имоти неказнето, тој ќе стане звер. Иван, зошто си тука? Не знам кого да верувам. Речи си, исти сте ми позначање. Јас сакав да спасам еден живот, макар и непријателски. Христос ми е сведок. Ајде, не биди слабак, борци сме ние, нека луѓери за сомилост, седи тука и... Стамене, ова твое избрзано решение ќе ни се скрши од глава. Верувај ми на зборот. Ајде, излегувај! Ми се темни веќе пред очи. Бе тебе, Стојче или Војче беше те крстил нункото, а? Стојче ми е името. Јузбаши. Дзенга. А, Стојче. Дебре, пушти срце. Свитка еден тутуни за мене, а? Ја. А ако ме види некој? Кој ќе види, бре? Кој ќе види? Одека сме саде јас и ти, кој ќе чуе? Слушај, ти мене цигара, јас тебе? А?
Качак си дувам јас, Јузбаши. Нема да ти се бендиса. Ти си учен на скап тутун, на златен чибук. Престани да гребеш под зидовите. Не гребам јас, Стојче. Туку старци две во оваа дупка кај што ме спопикавте овдека. Стаорци, кафе и диван нема. Суд, пресуда, многу брзо ќе ти дојде. А ќе ти остане бела була со црна шамија. Од гајките кини, кошулата да ја закрпи. Тики, ај ти, сетики, Аллах, со моја помош, ќе подаде рака. Малку да живниш и ти да се збогатиш. Копајќи јалова пченка по нивјето? Да не откопам златен ќуп? Не ти, јас ќе го откопам, затоа што во моја нива е и на тајно место. Ти светна очичките, а? За пуста пара и мајка се продава, а? Мајка ми е умрена, Јузбаши. Бог да ја прости. Слушај, ти давам чесен беговски збор. Ако ме пуштиш да избегам, штом го фатам џадето, парите ќе ти ги испратам преку посредник, а бесата беса. Да те прашам нешто, може да те прашам нешто. Ке има ли доволно една нива да си купам? А при каква нива, бре? А при пет ниви ќе купиш со тие пари. И куќа ќе направиш, чардаклија. Сред село, нека пукнат душманите, Стојче. Јо, бре, Што, бре? ќе ме обесат другарите на сред село. Добро. Штом не ќеш ти, што? Тој што ќе дојде другиот по тебе, него ќе го подкупам. Застани. Застани, не брзе толку. Полека, полека. Не брзе толку. Ќе ја наредиме. Еве јас. Ќе те пуштам. Ама... Ќе фатиш право по нивјето, таму веднаш зад воденицата. Добро? Ама да фрлиш некоја пара сега. За Ирлија, а? За Ирлија. Ајде да фрлаш, Стојче. Еве, Стојче. Еве ја. Еве, Стојче. Куче ни едно! Куче рисјанско. На куче и на душман никогаш верба. Тоа е ваша рисјанска изрека. Дзенгата се засолнил во селото Гулулија, во куќата на Јурукот Осман, за кого била мажена Дзенговата сестра. Таму се опоравувал од раните и од шокот поради смртта на својот син од комитска рака.
sobiral svojevi denarač, po 1 lira od sekoja juručka kuća i krojal planovi kako da sobere četa i da kupi oružje za odmazda kon rajata. Ne sakal da prifati deka novi vetrišta duvaat niz Balkanskiot poluostrov, deka Otomanskата imperija se raspalja. Nekako vo isto vreme vo tikvešijata besnel drug nasilnik, tursko-srpski od Zulumdžija Jaja Aga Malić Jajata. To je imal arnautsko-begovsko poteklo od Veleško. Gibranal srpskite interesi na ova tlo nasproti bugarskite, za što bil dobro platen. Со своите околу 300 башивозуци, Јаја Ага се борел против четите на Ваморо, но и го тероризирал цивилното македонско население. Неизбежно му дошол нагости на Дзенгата. А зашто можеле да разговараат еден разулавен бандит и еден поразен турски големец, жеден за одмазда? Аллах да ми те дари со уште поголема сила. Те шучур, Јузбаши Дзенга, те шучур. А ти, како, а? Знам, тешко ти е. Затоа дојдов да ти кажам дека сакам ти со твоите, јас сум од Башибузук, заедно да удриме на неверниците. Сполај ти. Си собрал бајаги јунаци околу тебе. Додека има лири Јаја Ефенди ќе бидат покрај мене, со мене и на моја страна. Вакви такви не е важно, Кардар Зенга. Важно е да си ја знаат работата. Да посеат пискотници по лакавичките села. Се думам, Јаја Ефенди. Најпрвин од каде да удрам? Од горен или долен Липовик? Јас мислам дека прво треба да удиш таму кај што има помалку македонски куќи. И таму без милост сите куќи да им ги запалиш. И пепел да им ги сториш. И тоа е малку за да ми го згасне огнот што ми тлее во градиве. Знам. Ама се мислам, дали со твоја помош ќе можам да добијам некоја лира од српските власти, за да присоберам уште некога, а? Оти македонциве со дигнати глави ни се заеднички непријател, што треба да го сотреме. Ова многу го кажа. Има жандармерија во Долни Липовиќ, нели знаеш? Таму е главен капетан Рашо, мој човек. Века ќе им вратам. И 100 пати полошо. Се поред, и машко, и женско, и младо, и старо, се под нож, крк! Има да зажалат што се родиле, што го растуриле гнездото на Јузбаши Дзенга. Ова е само почеток, ѓаури. Јас сум Јузбашијата Дзенга. Абедине, Јусуфе, се што е машка глава, од јатрган. Само жените остави. Сетнем ќе ги венчаме меѓунозе. А ова чоđук не ги бај. Сепак, и покрај бројните сторени зверства, Дзенгата не бил задоволен од бројот на заробени селани. Смислил Итрина. Преку селскиот протугер ги повикал зад скриените селани да излезат сред село, божем да им се чита писмо испратено од руските конзули. Но протугерот, кој разбирал турски, ризикувајќи го сопствениот живот,
На сет глас ги предупредил своите соселани да бегаат, оти куршум и нож дивеат и во Горни и во Долни Липковик. Сус мори кучко јаурска. Аман, бре, Јузбаша, до небо те молам. Името ми е Селимка, жената на Стојан Пацев Марков. Аман, те молам, помагај. Знам, Стојанице. Жена си на онај бунтар, долу, в Зандана. Ама ти ги собравме и синовите, а? Машала. Знам, бре, Зенга, крвјосан си ти. Нема живи да ги остаеш. Поштеди ги, те молам, поштеди ги. Јук, нема да колам. Првин, ќе мачам. Да видам лезет на душата. А тебе ќе те оставам да вариш пченица. По ваши обичаи, за 4 гроба треба да раздаваш. Поштеди ми го, Колјо, најмладиот. Те молам, зрно човештина барам од тебе. И мојот син беше неженет. Вашите кумити на 18 години го закла и како куче го фрлие по доловите, ни гробот да не се знае. Затоа, за моето најмладо, сега ќе оди по зимеја и твоето. Сите! Те молам, помогни ми. Ајде, стуц! Малку, Сите! мило. Јусуфе, фрли ова кучка јаурска таму. Господине капетане, Рашо, брате, покори е устелима око нас. А ми... Седимо скрштених руку, очеш да кажеш. Јел тако? И тако е, подчинени. И тако ќе бити сведок ја не дам заповед за покрет. А као што видиш, мени се уопште не жури. Седи, човече. Ајде, узми неки залодај. Ама, ние поштено, капетане, ние човечански. Ми сме овде да пазимо на ред и поредак, Маш! Ти баш волиш на војни суд. Свети еден. Бежи ми за очiju. Така, на 12. јули 1913 година, на Петровден, трагично завршиле животите на повеќе жители од селата Горни и Долни Липковиќ. Нивните искасапени тела долго останале негибнати кај местноста Саланџак. Мештаните, дури по неколку дена, добиле дозвола од српскиот жандарм Рашо да ги погребаат во селска гробница. Рисјански поп, со солза во секој слог и збор, пеело за убиените и обесчестени.